Ако анализираме реформската агенда, откако сме ние на власт, сме имале 4 периоди во кои што бил оценуван нашиот напредок во реализирањето на обврските од реформската агенда, бидејќи периодот на оценување е 6 месечен. Од 4 кои што ги имаме, во 3 сме биле први на Западен Балкан, а еднаш сме биле чином второ место. Кажавме дека за претходниот период кој што завршува до јануари ќе бидеме фронтранери и дека сме први, и навистина е така и бидна. Еве сега кажуваме дека и за оној период кој што е од јануари до јуни, кој што е до крајот на овој месец и покрај тоа што опозицијата веќе избрза со пресконференција, исто така ќе бидеме први. На снимањето на емисијата јас дојдов од собранието. Во собранието, од аспект на предготвување на останатите закони кои што ги имаме од реформската агенда, има една работна атмосфера, се извинувам, каде што министрите заедно со пратениците работат на изготвување на законските решенија кои што се наша обврска во овој подготвителен период, и јас ве уверувам дека до крајот на јуни, веќе на 10 јуни имаме една седница на која што ќе бидат поднесени и усвоени на вистина при повеќе реформски закони кои што ги детерминираат нашите обврски од реформската агенда, што значи дека еве да кажам пластично, до крајот на јуни, ако треба 10 чекори да спроведеме, ние ќе спроведеме 9,5, заради тоа што единствениот чекор за кој што Република Македонија ќе доцне ќе биде само изборниот законник. Тука сакам колешката да дадам една дополнителна информација, дури и СДСМ да не се согласи или да абстенира, дури да ни е потребно двотретинско мнозинство по новиот деловник кој што заеднички го донесовме, изборниот законник е еден од оние закони кој што може да се блокира со филибастерин. Ако СДСМ не го блокира, тогаш и тој закон ќе биде донесен. Секако ќе биде поднесен до парламентот, што значи дека сите закони кои што се наша обврска до крајот на овој месец ќе бидат усвоени во собранието. Тоа значи дека оваа година ќе наплатиме отприлика над 100 милиони евра средства од тие, и ако ги тргнеме на страна оние идентитетски проблеми кои што ги имаме со уставните измени и нашите ставови, ако одиме чисто кон испорачувањето на реформи, ние ќе бидеме први на Западен Балкан, многу подалеку од тие кои што се накажуваат дека се фронтранери, бидејќи по реализација на реформите ние сме тие кои што се вистински фронтранери.